Добар ден, почитувани, стартува најновата Телма амбуланта. Во денешната емисија ќе ставиме апостроф на раната диагностика и третман кај невроразвојните расстройства во детска возраст. Едно од овие нарушување е намаленото внимание и хиперактивноста кај децата, познато како АДХД синдром. Како да знаете дали вашето дете е само хиперактивно или пак страда од оваа состојба? Дали намалената концентрација, односно намаленото внимание, импулсивност и хиперактивност е карактеристична и за децата со аутизам. Имаме навистина многу прашања кои што денеска ќе ги упатиме на професор доктор Насер Дурмиши, психијатар за деца и млади од Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа, како што добро знаете, започува разговорот во студиото. За невроразвојните расстройства во детска возраст денеска зборуваме со професор доктор Насер Дурмиши, психијатар за деца и адолесценти од Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје, воедно декан на Факултетот за здравствени науки. Факултет за здравствени науки, како што споменавте. Прва година студии, прв пат на Штуловиот универзитет да има факултет по полето на здравството и медицината. Се надевам дека успешно ќе биде сето тоа и дека ќе привлечете. Фала ви многу, почетокот е одличен, се надам дека ќе продолжиме исто. Денеска ќе проговориме за една тема која што опфаќа состојби кои што се релативно чести кај децата, тоа е АДХД синдромот, односно хиперактивноста, тука спаѓа и аутизмот, односно невроразвојни расстройства и нарушувања. Зошто тие се јавуваат? Професоре, има ли некаква улога генетиката, бременоста, како се одвивала, начинот на породување? Што е тоа што влие за појава на овие нарушувања, се знае ли? Благодарам за добриот вовед и благодарам за повикот во емисијата и можноста воопшто да се проистакнеме за едни вакви битни теми во општо во менталното здравје и нашата култура околу менталното здравје во нашата средина. Невроразвојните расстройства се една голема група, голем ентитет на разни расстройства, значи тоа е цела група. Две од позначајните од кои вие ги спомнавте веќе, значи денешната тема кај што ќе се вртиме околу АДХД пореметувањето и аутизмот го спомнавте, што се надевам во некоја друга прилика ќе имаме посебна можност да се осврнеме и на таа тема, но има и цела една група на други расстройства врзани со говорот, школските способности, интеракцијата, тие експресивни функции, викаме, на личноста, кои сите можат во одредена мерка повише или помалку да бидат засегнати и во принцип се комбинирани најчесто. Значи никогаш немаме само едно. Така да денеска, иако се насочиме ние на темата на АДХД, да знаеме дека заправо со тоа иде и целокупно другите теми кои можеби малку ќе ги спомнеме, но и аутизмот е тука многу често као коморбидна состојба, ние викаме, во голем постоток, нели? Така да најверојатно генетиката, пошто спомнавте кои се тука причините, која е во принцип најголемиот дел на причинителните фактори кои го условуваат една ваква состојба, се заеднички заправо се размислува и се знае до одреден степен, поприлично висок степен на знаење околу генетиката која го прозрекува сето ова, дека во голем постоток генетиката е заправо иста, многу слична, ако не иста, нели? Така да само поинаква мала комбинаторика ќе произведе АДХД или можеби нешто друго, аутизам или било некое друго од невроразвојните расстройства кои ги спомнавме. Но во принцип најчесто кај една особа се наоѓаат повеќе од нив у некоја комбинација, каде што едната од нив доминира, па е главна дијагноза. Кога станува збор за АДХД, дали бременоста има некаков удел, бидејќи некои навики, како што се пушењето, вела дека може да бидат во корелација. Има ли вистина во тоа? Секако да, има вистина во тоа, тоа е документирано. Не само пушењето, алкоолот уште по истражано и подокажано, нели, мајките кои во тек на бременоста евентуално користат алкоол, во постотоци, во некоја претежност, нели, збориме, не збориме дека секоја жена која ќе користи алкоол во бременоста ќе има аутизм. Детето има една поизразена предиспозиција детето да има некои од невроразвојните расстройства, тука исто
може да биде и АДХД-то или аутизмот, нели? Тоа е многу јасно заправо, ти алкохолот знаеме дека е липосолубилна молекула која од мајчиниот крвоток многу лесно пробива преку плацентата во ембрионалниот, феталниот и детскиот крвоток. И јасно дека исте оштетувања врз нервните клетки кои ги прави кај мајката, кај возрасен човек, нели исти ќе ги направи кај детето, можеби со дури и поголеми последици од и детето е во развој, во максимален интензитет на зголемување на бројот на клетките и нивната поврзаност, меѓуповрзаност, нели? И секако дека на тоа може многу да влие и да има огромни последици кои ќе се видат после раѓањето. Професор, во текот на развојот. Дали хиперактивноста сама за себе е проблем? Хиперактивноста како термин, ако гледаме оној жаргонски, значи лаечки, да кажеме, термин, која викаме ова дете е хиперактивно, и терминот хиперактивен кој користи лекар од дијагностички цели има разлика, нели? Хиперактивно, која лекар збори, тоа е за синдромот АДХД, нели? А хиперактивност многу често во секојдневието, во лаичкиот живот, нели, ние викаме и состојби кој некој дете не иде преку глава од својата активност скока, трча, живо си е, сака све да види, све да проба, весело и така натаму, малку ни претерува и не замара и викаме детево е хиперактивно, меѓутоа тоа не е исто што е хиперактивност, нели, има критериуми кои треба да се исполнат за да детето добие на крај дијагноза на хиперактивно дете, односно АДХД дете. Така да хиперактивноста заправо детскиот живот е нормална појава, ако земеме, нели, некои деца се помирни, некои се помалку мирни, некои се немирни, нели? Па се поживи или многу живи, но тоа не значи дека имаат некакво расстройство, односно дека може боледуваат од АДХД. За да се одреди дали е тоа клинички манифест на АДХД, тоа дете, било кое да е, треба да се иницира еден преглед, да се дојде на евалуација, каде што се ќе се приложи одредено тестирање, односно анализа на неговото однесување, севкупно, нели, со сите перформанси, ќе се каже каква е неговото внимание, каква е неговата моторна активност, и ако ги исполнува некои критериуми според одредени скали, тогаш ќе кажеме добро, ова дете ги исполнува критериумите, треба да се третира. Го споменавте вниманието. Дали кај овие деца се јавува дефицит на внимание? Да, секогаш? На почеток кога не се знаело многу за АДХД-то, значи зборам за пред некои 50, 60, 70 години, иако првите податоци за АДХД однесување пишани постојат од пред 200 години, меѓутоа као АДХД некаде 60-70 години ние го имаме во литературата као идентификуван синдром, на почеток се викало само attention disorder, нели, као, значи пореметување во вниманието, без хиперактивноста. Понатаму постоело и пореметување во хиперактивноста. Со времето се приметило дека заправо овие два entitета многу често се преклапат, па идат заедно и онда се створил терминот АДХД, односно пореметување кој ги има двете компоненти, и недостаток во вниманието и моторна хиперактивност. Така да синдромот е сега АДХД. Меѓутоа не кај сите деца, односно кај секое дете, и вниманието и моторната активност еднакво лико зафатено, засегната, нели? Кај некои деца предоминира вниманието, па збориме и за АДХД тип, каде што е предоминантно зафатено вниманието. Имаме деца кај предоминантно е зафатено моториката, па збориме предоминантно моторичко, нели? И имаме комбиниран тип кој е во одреден посток. Дали одреден тип на ова нарушување покарактеристично за момчињата, да речеме, а друго пак за девојчињата? Па хиперактивни и АДХД и хиперактивни, лаички или стручно, се и машките и женските деца, со тоа што имаме карактерни разлики, нели? Знаеме дека женските деца се сегаш него по мирнички, да кажеме, не знаат да не можат да бидат или не се обично така моторно активни колку машките, биолошки едноставно тоа, нели? Па ама сепак се АДХД, истото АДХД и кај женските и кај машките со индивидуални карактеролошки, да кажеме, разлики. Инаку синдромот ако постои, ги има истите карактеристики, квалитативно и квантитативно одмерено, значи медицински и кај женските деца и кај машките деца, но предиспозицијски, ако збориме во севкупната бројка на деца,
Факт е дека машките деца заболуваат, односно манифестираат АДХД симптоматологија 2 пати почесто отколку што женските деца. Тука е генетиката за тоа и цела низа на други фактори, но во основа е генетиката као клучен фактор. Да, допринесувачки фактор кој го детерминира тоа така да машките во принцип водат со 2:1 кон женските деца. Кога станува збор за нарушено внимание, како тоа изгледа? Можат ли да следат одредена приказна што им се раскажува или пак да решат одредена задача? Се задржуваат ни детали или тоа е проблематично? Управо сега овој спонтаниот разговор не води заправо кон една фина диагностика која може да се прави дури и во лаички амбиент. Значи мајката, родителите, средината, учителот, било кој човек кој има едно, да кажеме, вообичаено, нормално човечка обсервација кон било кое дете. Значи, дали има некакви проблеми со вниманието? Да. Било што се примети кај некој дете дека на некој начин е невообичаено или има некоја дистракција која категоријата е дека е клинички значена ако го смета во секојдневните активности и резултати, нели? Тогаш е веќе пореметување. Меѓутоа дистракција одредено сите деца имаме и ние возрастните, нели? Така некој сме порасијани. Па може селективно внимание не имаме, така. И така, натаму автоматски можеме да влеземе во категоријата, меѓутоа тоа не е клинички манифестно, нели? Нарушено внимание, туку е внимание кое поради X причини во текот на денот на некој начин во одредена степен засегнато. Да. А инаку децата со клиничко манифестно АДХД, значи каде што вниманието е засегнато, од кога лаик кој ќе примети дека нешто не е вообичаено, кој ќе дојде кај доктор, тоа ќе биде детерминирано вака како што кажавме, нели? Се тргнува значи од некоја лаичко размислување, ова дете нешто не успева, нешто не иде баш како што треба, кај лекар ќе добие да, вниманието е засегнато до тој степен што детето не може да следи настава, не може да развие одредена задача, да има почеток, развој и завршеток, туку некаде прескокнува, губи интерес, заспива, менува можеби интерес ако е и хиперактивноста присутна, нели? Значи во одредени степени кои се мерливи и тогаш се дава диагнозата. А лаик може исто така тоа да го одмери чим гледа дека одредено дете поради недостаток на внимание во одредена ситуација, посебно ако зачестено тоа се повторува, критериум е ако 6 месеци и повише трае тоа, тогаш треба да се побара стручно мислење, оти ова дете има некакви проблеми со вниманието. А какви се тоа проблеми со вниманието? Па не успева задачите да ги заврши, не успева одредена игричка со своите соврсници да ја почне, да ја развие и да ја одигра до крај, не успева цртежот да го развие од почеток до крај како што треба, задачата останува некаде на пола, приказната која почнува нека останува недовршена, заокренута во друг смер одеднаш, нели, кој не е во контекст и така натаму, нели. Така да постојат одредени критериуми, двете најбитни веќе ги кажавме. Ако е вниманието засегнато до толку што го смета во секојдневната ефикасност, било тоа учење, работа, што годи да е, и ако ова трае повише од 6 месеци. Дали овој проблем треба да се јавува и во домашни услови и на училиште да биде присутен? Третиот фактор веднаш го фативте. Гледате како е запав здравото размислување, најдобар начин на размислување и интервенција во одредена ситуација. А тоа е дека треба најмалку во две разни ситуации тоа да се манифестира повише од 6 месеци. Значи, во домашни услови и во школски услови. Ако го има само во едниот амбиент, тоа може да не е АДХД. Значи, ако само на едно место ова нарушено внимание, тогаш веќе... Тогаш може и да не е. Не значи дека не е, а може да не е, треба фино да се разгледат и имате ситуации каде децата поради мал милион разни причини реактивно, нели на некој начин стануваат поактивни, бранејќи се себе си, своето его, ситуацијата во која се наоѓаат, своите интереси, така натаму. И тоа може да биде специфично за одредениот амбиент. Например, он се бори на училиште со своите соврсници, може би малку и со учителите има малку проблеми, или таму малку поинтензивно он ќе засегне снаги, за да се докаже, покаже и заштити свој терен, нели? И таму ќе изгледа као хиперактивно дете неко. Меѓутоа, ако видите дома исто дете е мирно, сталожено, не прави никаков проблем, не може да е АДХД, така, значи тоа е друга слика таму, овде е друга слика, значи тоа е нешто реактивно емоционално. Така. Или обратно, дома тоа го прави, може со родителите има одредени нели релацијски потешкоти, било какви со себе си во домашниот амбиент, телевизорот превише, телефонот му е дозволен превише, не знам што, секакви работи, нели? А тоа на училиште го нема. И сега дома некој делува хиперактивно и недостаток на внимание, на училиште е супер. Не може.
Значи мора да биде во две разни ситуации. А што се однесува Најмалку две разни ситуации. Значи најмалку две разни Најмалку две разни ситуации, а ситуации. што се однесува до хиперактивноста, дали таа треба да биде импулсивна за да биде проблематична? Во смисла да се диагностицира клинички, ако се размислува, па има карактеристики на импулсивност, значи кога реакциите се експлозивни во одредени ситуации, нели до граница на неконтролирани. Се во голем процент присутни, меѓутоа не се услов за мора да биде за да диагнозата се постави као АДХД. Значи импулсивноста може да биде манифестна, но не мора да биде. А каква треба да биде хиперактивноста кај детето со АДХД за да поставите оваа диагноза? Исто дефинирано многу јасно во контекстот на играта, например, да кажеме, пошто јасни некакви варијабли, да кажеме ова и ова и ова, вербално не се стриктно дефинирани дури во меѓународни некакви оквири, нели? Но кога ќе го внесете во игра и ќе гледате контекст, нели? Или на школскиот контекст, или дома во играта, дома во интеракција со другите деца, браќата, сестрите, со родителите, во својата самостојна игра. Ако поради таа хиперактивност моторна, он не успее, например, да развие игра со своето браќе, сестричка, каде што има почеток кај што кукличките ги редиме на одреден распоред, нели, и потоа треба да се развие меѓу кукличките некоја игра, да кажеме топката се фрла горе-доле, нели, и на крај да се измери резултатот кој повише дал голови, кој помалку голови. Измислувам една одредена ситуација, нели, на игричка, разни игри, во наводници тестирачки ситуации за децата постојат, нели, во кабинет кој постои кај нас, можеме и за него малку да збориме, можеби да се дефинираат кои се тоа условите таму. Ако детето не може да го развие контекстот на играта, например, со почеток, развој и крај, туку некаде умеѓу чекори се губи, менува интерес, иде на друга страна, одеднаш не гледа играта, гледа тама, па гледа на таван, па гледа телевизорот, па ме гледа мене, па ве гледа вас. Тоа е веќе знак дека се му привлекува внимание. Тоа е тоа, да. А имаат ли овие деца и некои други емотивни проблеми? Раздразливи ли се, да речеме? Тоа е во делот на коморбидитет, каде што спомнавме, скоро сите останати психијатриски расстройства, без обзира дали се невроразвојни, значи рани расстройства или се подоцнежни во смисла после 7-8 година и надале, меѓу кои и емоционалните потешкоти знаат да се наоѓаат во коморбидитет заедно со АДХД-то. Емоционалните потешкоти идат до висок степен, некаде до 30%, зависно од возраста на децата, нели, да се заедно присутни со АДХД-то, од наједноставни емоционални реакции, нели, емоционална реакција на контекстот на случувањата, до афективните пореметувања кои се, да кажеме, дури хронични пореметувања кои захтеваат долгорочно третирање, третман, значи во смисла на анксиозност или депресија, нели, кои се сериозни више клинички заболувања, ентитети у психијатријата, нели. Како и останатите невроразвојни кои настануваат многу рано, нели, дури многу порано отколку имаат потенцијал емоционалните расстройства. За да имаме емоционално расстройство треба да имаме веќе малку развиени емоции, што подразбира возраст малку, нели, 7-8 години понатамо, додека останатите невроразвојни кои настапуваат многу рано, исто како што и АДХД-то може да настапи. АДХД-то, например, веќе на 3 години вие може да го забележите. Тоа е најраната возраст кога забележуваат родителите, 2-3 години. Да, забележите. А најдоцна до кога, професоре? Најдоцна до крај на животот. Значи било кога во животот може да се манифестира? АДХД дете, АДХД пораснат. 12% некаде возрастни лица имаат АДХД. Значи во адултната возраст се задржува проблемот, не може, не исчезнува. Рано и деца, меѓутоа тоа е целоживотно расстройство и се знае дека во 12% на адултната популација постои АДХД. Јасно со перформирана слика, нели, не е иста као што се гледа кај децата. Јасно возрастните имаат капацитети рекуперирачки, викаме компензацијски, нели, каде што он веќе со животот сватил и сам дека ово што го правам нон-стоп не чини, сите ми викаат и го превртува малку на поинак. Се приметува пак дека е некој невообичаено, нели, диагностичар ќе дојде до тоа дека тоа е АДХД, меѓутоа некојаш дури толку се перформирани сликите на возрастно доба да е многу тешко да дојдете до клиничката диагноза. Многу често се маскирани со други расстройства, најчесто зависности, игри на среќа,
и разни такви рискантни активности, некои екстремни спортови и така натаму, нели, кои се на некој начин и вентил за да се справат оние со своја вишока енергија во себе си, меѓутоа во основа е пореметувањето кое е АДХД. И сега да се вратиме пак на децата, пошто останав недоречен, значи ако веќе на 3-4 години приметуваме дека детето има некакви потешкоти со вниманието и моторната активност, а веќе на 2 години ние можеме дури да забележиме дека да, детето е АДХД предоминантно, меѓутоа има и аутистички карактеристики, нели? Идат у коморбидитет или спротивно аутизам кој има и АДХД коморбидитет. Дури во 40% случаеви они идат заедно. Значи секој второ и пол трето дете, нели? Така. Ги има двете заедно. Прилично така често тоа се големи бројки, да. И неретко сте заправо дилема која е доминантна диагноза сега тука и што да третирате прво, нели? Така. Па дали да тргнете со најманифестното, па второто или двете заедно и така, тоа се веќе тие клинички дилеми кои се на некој начин како во наводници да кажеме нашата борба во секојдневниот третман на лицата со овие расстройства. Професоре, дали децата со АДХД имат поинаква структура на мозокот? Дали се забележува нешто на ЕЕГ, некакво нарушување? Вака, во принцип, некакви значајни, приметливи разлики во морфологијата, структурата на мозокот не постојат. Има одредени трудови публикации каде што кажуваат за одредени регии во мозокот дека него се потенки, кортексот на мозокот, да кажеме во префронталната регија, вака стручно кажано во левата хемисфера е нешто како потенкичка, па задната регија париетална исто нешто кога се приметило дека е некоја потенкичка, меѓутоа тоа све се некои тек размислувања, истражувања кои не се потврдени во големи студии, меѓутоа еве као идеи, као одредени мали докази постојат, но на молекуларно ниво, значи не на она морфолошкото, клеточно, маса и така натаму, туку на молекуларно ниво, тие клетки кои исти секој кај секој друго дете, во одредените регии, овие кои ги наброевме, функционираат малку поинаку. Значи тоа е на молекуларно ниво, сега зборам. Мембрани, некои мали антенички на мембраните, кои ние ги викаме рецептори, нели? Кои реагираат на одредени молекули во таа течност меѓу клетките, која доаѓа преку крвотокот или преку ликворот или меѓуклеточната течност и така натаму, реагираат малку поинаку отколку клетките на просечно функционална личност, да кажеме, нели, и мозок. Така да стои теоријата околу намалената реактивност на допамин, тоа одреден невротрансмитер во овие регии, кај што овие клетки некако се поленји, да кажеме лаички, и послабо реагираат на тој невротрансмитер, и таа поленја реактивност на тој невротрансмитер заправо као последица има клинички манифестно АДХД. Што советувате како да им се помогне на децата што имаат АДХД? Дали се дават некаква терапија медикаментозна? И ве споменавте дека допаминот можеби некојаш недостасува. Дали на таков начин се решава проблемот или пак постојат и некои поинакви пристапи? Да. Постојат неколку пристапи, дури и според протоколите. Тие протоколи во принцип се исти во сите региони во светот. Мали разлики може да има во пристапот, например во одредени земји на запад до одредена возраст, да кажеме до 6-7 годишно возраст или 5 годишна предшколска таа возраст, се предоминантно се претежира да третманот биде во однесувањето, нели? Оно што се вика бихевиорална терапија, нели? Безмедикаментозно. Додека на поголеми возрасти веќе и оние ја вклучуваат и медикаментозната, некај сите случаеви, зависно кој случај колку манифестира внимание, колку моторна хиперактивност, нели? Коморбидитет манифестна и се до тоа зависи, нели? Додека одредени земји идат веднаш во комбинација на бихевиоралното, значи терапијата на однесувањето, заедно со фармаколошкото, значи фармакотерапијата, каде што би се вброила и нашата земја. Ние тука комбинираме бихевиорален и фармаколошки пристап. За жал малку кацкаме
со фармаколошкиот пристап морам да назначам дека имаме мали проблеми со наоѓањето на специфичните лекови за ова патологија. Не се скапи, не се ретки, стандардизирано производство постои, меѓутоа во земјата има малку проблеми. Какви лекови се тоа? Па тоа се лекови од група на стимуланси на централниот нервен систем и тука е малку можеби таа осетливост на темата зошто можеби не успеаме да имаме задоволителна опскрба со овој лек и со овие лекови, нели? Значи метилфенидатот е тука. Тоа спаѓа во стимуланси на централниот нервен систем, кои дават, ево од искуството кажано, и литературата тоа го подкрепува, во одредени случаи иззетно добри резултати. Скептични се родителите кои ќе им спомената ваков лек, се обидуваат прво со онаа друга терапија, со терапија во однесувањето. Сега дека ние им нудиме све што имаме, нели, капацитети кои ги имаме, јасно сегаш третманот се одлучува во договор со родителот и со семејството. Имаме големи потешкоти од разни причини, од она културолошкото до, да кажеме, менталната хигиена, нели, културното ниво на менталната хигиена воопшто во нашата култура, до некакви стигмати кои се култивираат во нашата средина, предрасуди секакви кои силно го отежнуваат процесот на осознавање на семејството, родителите и процесот на прифаќање на дијагнозата на нивното дете, нели? Па тука неретко губиме доста време додека сето тоа се усталожи како што треба за да пристапиме више на третманот, но во принцип родителите се многу сензибилни кога сваќаат дека детето има проблем, каков е специфичен проблемот, дека има одредено решение, дека во одреден постоток дава изузетно добри резултати. Многу често идеме на со заедничко планирање, нели, во третманот и можам да кажам дека имаме, без обзир што сме земја која така потешко се снаоѓа со препаратите, имаме добри резултати во третманот на овие деца и задоволни родители. Што е многу важно. Што е многу важно. А како им помагате на децата да ги завршат задачите? Што им советувате на родителите? Треба ли да ги пофалат ако завршат? Да, треба ли казна да се примени? Тоа е тој бихевиорален пристап во третманот, каде што родителите додека детето е во третман поминуваат во добри услови на терапијата и оние поминуваат еден едукацијски третман, значи, да кажем. Родителите треба да се едуцираат. Оние се најбитните во сите карики на третманот на децата воопшто со невроразвојните расстройства и во АДХД ситуациите. Секогаш каде што оние треба да добијат одредени информации од типот што е тоа што му се случува на детето, кои се механизмите тука, кои се можните пристапи на терапијата, па и одредени правила, клjuč насоки на принципи на одгој на детето дома, нели, како да се поставуваат граници, дали све да му се дозволи, кога да се искористи можеби мали казни во смисла не му се дава оно што сака, не некакви негативистички казни во смисла, нели, на оние старите казни, туку да не добие оно што сака, нели? И тоа веќе е задоволителна казна за да оние добие пораката која му е неопходна да свати зошто тоа му се случува. Целта е да го смени однесувањето, нели? Така да овие благи позитивистички казни, значи кога он не добива тоа што го сака, одредено време, одреден период по договор, како што е све кажано, нели? Има многу поголем и подобар ефект отколку некое строго казнување кое, да кажам, се уште за жал се случува. И ги разбираме некои родители доаѓа до некој степен на замор и некаде се губат, така да затоа тогаш треба да се бара лекарски третман, можеби малку одреден мал краток период на институционализација на детето, можеби дури и клиника за психијатрија или можеби некоја дневна болница, некој дневен боравок некаде каде што има професионалци кои се бават со овие деца, можеби некоја невладина организација кои веќе се профилизираат во овој смер за да и детето малку се опушти, нели, оти стално тие родители кои нешто сакаат да казнат, нели, ќе ги макне малку, нели, а и родителите ќе добијат малку време да се одморат, нели, да се подкрепат малку, оти утре пак треба со тоа дете да се продолжи понатаму и задутре и така натаму.
И ако дозволувате, пошто приказата многу убаво се развива спонтано, ми се допаѓа, сосема е супер. Се надевам и на гледачите и слушателите. Но да не заборавам за кабинетот за невроразвој. Тоа ми беше следното прашање. Да, сакав да ве прашам дали родителите се охрабруваат да ги однесат таму децата со оглед на тоа дека треба да ги однесат кај детски психијатар. Да, и на клиника, и на клиника за психијатрија таму и така натаму, да. Има предрасуди се уште стигматизација по тоа прашање. Тука е огромна борба со стигмата, предрасудите, културолошкото ниво и нивото на нашето знаење околу менталното здравје, значењето на менталното здравје воопшто во нашите животи, па посебно во животот и функционирањето на детето, нели. Поминуваат низ еден така тежок процес, нели, додека ја прифатат реалната ситуација каква што си е. Но кога ќе ја прифатат таа реалност, оние многу брзо си доаѓаат на барање на совети и евентуален третман. И тогаш ние го имаме тоа што сме го нарекле кабинет за невроразвојни расстройства во клиника за психијатрија на детско и адолесцентно оделение, нели, оделение за детска и адолесцентна психијатрија, каде што работам јас, работат и другите мои колеги, 4 детски и адолесцентни психијатри сме. Имаме дефектолог, имаме социјален работник, имаме двајца психолози специализирани за детската патологија, така да екипирани сме, можам да кажам, солидно, нели? Не сме идеално, меѓутоа сме окей, добри сме. Они тука доаѓаат и добиваат добри совети, детето добива диагностика и третман според протоколите кои се веќе уврежени меѓународни. И во голем постоток можам да се пофалам дека имаме добри ефекти, што веројатно и некои од родителите може да го потврдат евентуално. Важно ли е што порано родителите да го однесат детето да биде издиагностицирано? Колку е важна ранната диагностика и кај ова нарушување, кај АДХД синдромот? Мене ми се чини ли вие сте многу добро припремени, ме водите скоро низ материјалот. Да, сега го да. Постои одреден поим кој е од исклучителна важност во целата група на невроразвојните расстройства и во АДХД-то исто така значено, кој се вика рана детекција, диагноза и третман. Тоа технички значи дека детето треба да се фати што порано во својот развој, во што помала возраст, а некои стандарди би биле некаде од 2, за АДХД-то помеѓу 2 и 4 години, за аутизмот 2 до 2,5-3 години би било идеално. Зошто е ова битно као критериум и као назнака? Рана детекција, рана диагностика и третман, затоа што постои друг термин кој се вика пластичност на мозокот. Тоа е карактеристика на човековиот мозок, мозоците воопшто, нели, на интензивен развој во оваа фаза, биолошки развој во оваа фаза, а тоа подразбира стварање на нови клетки, зголемување на бројката на невроналните клетки, зголемување на поврзаноста нивна, значи оние дендрити и неурони се ствараат на големо во оваа фаза и што поголема и по-специализирана меѓуповрзаност меѓу клетките во мозокот, тоа по-ефикасно функционирање на тој мозок. По-специализирано, по-зрело. Што по-неефикасна меѓуповрзаност клеточна, тоа помала специализираност и созреаност на тој мозок да функционира адекватно. И таа несозреаност е заправо причината на невроразвојните расстройства. АДХД-то, аутизмот, говорните нарушувања и така натаму. Така да ние ако го фатиме овој период, а тоа е раната диагностика, да се постави диагноза на време. Ние до 4 години имаме мало мозоче кое бујно се развива, кона магнолијата, гледаме деновија се магнолите беа, нели, во период на цутење. Гледате одеднаш за 2 дена дека вчера немаше цвет, денеска е прекрасно дрво кој има супер цветови. Така и мозочето меѓу 2 и 4 години, нели? И ако го фатите во тој период, вие може да направите прекрасно магноличе од тоа. Но успевате ли во таа фаза да ги фатите и диагностицирате проблемите? Стануваат свесни родителите дека што порано треба да се јават? Тука се тие сега мали проблемчиња и проблеми и големи проблеми во процесот на раната детекција на нарушувањата за да ги ставиме у третман, оти неретко се губи време тука. Ако збориме дали сме ние у државата способни, значи веќе специализирани доволно по меѓународни критериуми за да идентификуваме според критериуми
таков клинички синдром, да. Значи ние можеме да диагностицираме ADHD или ако збориме за аутизам за било кое друго невроразвојно расстройство многу рано, како што се колегите во светот, еве италијанците дури се фала дека можат аутизам, например, да диагностицират на 18 месечно дете, бебе, нели? Новородено. Може би ние на 18 не, меѓутоа на 20-24 сигурно да. Така да критериумите имаме тука. А кој е просечната возраст у Македонија кога се диагностицира, меѓутоа тука сме многу слаби за жал, нели? Немаме јасно стрикни податоци, тоа треба студија да се направи, меѓутоа емпириски кажам од нашето искуство, нели, во секојдневната клиничка пракса гледаме дека неретко се доцни доста, некогаш и превише. Па има случаи кои ни доаѓаат дури на 10, 11, 12 години по прв пат да ги... Прв пат? Да. И за ADHD-то и за другите невроразвојни расстройства. Но затоа имаме и случаи кои ни доаѓаат веќе последно време, дури на година, дена и викам, чекајте господи, не можам, нема ни еден човек во светот кој може да го диагностицира, а вие најмалку викам, не знаеме детето дали има аутизам или ADHD, ќе чекаме до 18 месеци, 20, кога веќе според критериуми нашите прашалници инструменти фаќаат, нели, да покажат дали да или не. Но го фалам као позитивен пример каде што некош дури од таа преинформираност некои родители кои ќе се пробуди некоја дилема што е за изуzetно фалење, доаѓаат и прашуваат некош и кога нема ништо. Значи веќе упаѓаме во таа категорија на, да кажем, еве, западни граѓани кои трчаат брзо и во принцип викам во тие ситуации подобро да не се мисли дали ќе го оптоварам докторот, дали он ќе се налути, ќе се изнервира што сум дошла без везе, дошол без везе. Ја викам во секој случај најдобро и 100 пати да се дојде без причина, сериозно, да кажеме по грешка, ама имало дилема некоја, отколку еднаш да се промаши. Да се сгреши. Професоре, да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната тема амбуланта. Почитувани од овој момент можете да поставите прашање поврзано со темата на која што говориме, тоа се оние промени кои што се вуваат во детска возраст, како што е ADHD, веќе професорот појасни што се тоа вклучува. Јас би имала уште едно прашање во однос на ADHD синдромот, па потоа можеме малку да преминеме на аутизмот. Дали воспитувањето на родителот и околината влие врз тоа во каква форма ќе се развие ова нарушување кај детето? Да, секако. Секако енормно влијае од и родителот, и мајката, и таткото, па дури и потесното семена околина, нели, во смисла ако има дедо, баба, нели, брат, сестричка, поголеми ако се па разбираат и можат да направат одредена програма како требаме со помалото братче или сестриче, ти кажал чичко или тетка доктор, нели, како треба да се однесуваме со нив. Родителите секој дека можат исклучително многу да направат. Значи, освен што веќе енормно направиле ако иницирале диагноза рана и ран третман кај детето, што е за секоја пофалба, оние дури може да се клучен елемент во процесот на третман. Значи, со една фина едукација на родителите, оние повише од пола од работата може да ја направат дома со своето дете, под инструкции повремени кои се викаат контроли, нели, кај лекар да се каже, добро, сега до тука сме добри, ова сте го направиле добро, сега би можеле уште ова да го додадете на овој и овој начин, нели. Така да родителот може да биде продолжена рака на третманот или можеби главната рака забрана на третманот, детето многу повише време проводи со нив дома со родителите, нели. Така да они може да се итекако битен и значаен инструмент на третманот, отколку што лекарот кој е краток временски период, 15-20 минути, пола сат, ќе го види детето, ќе даде одредени инструкции и толку, нели. Така да професор двајца гледачи веќе чекаат да постават прашање, само ќе ги замолам што поконцизни да бидат прашањата во интерес на времето, бидејќи имаме уште многу малку до крајот на денешната тема амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. До професорот едно прашање. Така. Имам внуче на 5-годишна возраст, 5,5-годишна возраст, хиперактивна е. Не можеме да посветиме внимание онолку колку што е потребно за тоа што сме сепак дедо и баба, родителите се во работен однос. Има аверзија према градинката, кога не можеме да се удоволат потребите за захтевите негови околу играта, решавање на некој проблем или слично, се само повредува, се удира, се треска од земја, не почитува авторитет, еве не сакаме да го казниме, па треба да му ги исполниме желбите, не знам каде грешиме. Така. Па би го прашал професорот
каде би могле да се обратиме, дали е ова веќе за уставено кај консултација децата или е кај стручно сепак лице? има некоја симптоматологија. Така, ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Одлично, да. Повелете, Благодарам професоре. да за случајот. Тоа беше дедо, баба, така? Дедо беше, Супер, што одлично. Дедото изгледа информиран многу фино околу АДХД-то и гледам дека баш онака како скоро од книга клинички дури го објасни каква е ситуацијата на детето. За жал, еве има таква дете. Не се ретки тие деца, тоа не го спомнавме, 15 до 20% од децата во општата популација имаат таков синдром. Тоа значи секој 600-7 дете, знаете, тоа е релативно често. во помали или поголеми, Значи, ние сме нели? исто како во светот, така? Да, честеноста е секоја иста за на честеност овие е простори. за жал многу голема и воопшто не се чудам да имаме и многу повише луѓе кои ќе побараат совет, а конкретно за случај, прво да ги пофалам луѓето од дедото дека ептен фино се изинформирали, се ангажира околу детето, еве и во градинка иде и се трудат да се прилагоди таму. Јасно дека тоа дете стално ќе има некакви ексцеси, некакви случувања каде што и педагозите кои работат у предшколска треба да бидат фино информирани и едуцирани, би кажал, дури веројатно и дополнително едуцирани за овакви деца, нели, за да имат една идеја што се случува тука, за да знаат подобро да пристапат. Оти многу чести се ситуациите каде оние влагат у конфликт, па се само повредуваат, прават некакви однесувања кои и за нив се штетни и за другите. Прашањето е многу јасно и кратко за родителот од семејството поширока, нели? За детето треба да се побара стручен совет прво, нели? Оти не сватив дали е диагностицирано или само се мисли дека е. Така, прашањето дали има потреба за стручна помош. Да, секако, чим веќе е приметено, тоа сакав да го потенцирам. Воопшто како правило вреди лаик, било родител, било случаен човек, а да не кажам педагог или предшколски кои ќе приметат кај детето дека има невообичаено однесување во било која смисла, нека побараат совет. Тоа е најдобро. Од тогаш ќе ги фатиме оние 100 кои доаѓаат, а немаат потреба, ама тоа едниот не сме го пропуштиле, нели? Инаку го пропуштаме тоа едниот стално, нели? И поминува. Така да, јасно, советот е да детето треба да иде на едно стручно советување заедно со родителите и дедото и кој ќе биде со детето. Може би, ако не е диагностицирано медицински до сега, да се помине низ процесот на диагностика и да се потврди, утврди или одрекне идејата, исклучи дека не постои као таква и во првиот случај ако постои и во другиот случај ако не постои, тогаш ова клиничка слика збори за нешто друго. Пак има некој проблем, нели? Не е АДХД, а може би емоционално или нешто друго во однесувањето и така натаму, кој исто захтева одредена форма на третман, да. Пак ќе го добие тој совет и тој третман. Значи секако да се иде на диагностички процес и после таму ќе се одлучи, ќе се види што е реалната ситуација на детето, ќе се даде и совет и смерници што треба да се направи со детето. Дека треба да се иде на советување, дефинитивно да. Да го слушаме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум возрастен човек. Моите внучиња се пораснати. Ама ви се го схитувам, така ги доловивте сите симптоми, сите решенија, сите проблеми. И тебе на како водителка, ама и на докторот свака му час, значи без многу размислување. Така, да вистина на убав, едноставен, разбеглив начин ни објасни една сложена состојба. Ви благодарам, ви благодарам. Ви на докторот му посакувам многу успех. На водителката свака час на сите болести, на сите. Така, ви благодарам многу за комплиментите што ни ги упативте. Благодарам многу на дедото, му честитам што ги пораснал и децата и внуците. Очите убаво ги пораснал, чим е толку активен се уште и следи информации, така да верувам дека и ако имало некој проблем во семејство, дека го решиле како што треба. Професоре, моето последно прашање се однесува за овој кабинет кој што се однесува за невроразвојни растројства кај децата. Дали е потребно упат да се добие од матичен лекар за да се дојде? Како изгледа тој процес? Да, во кабинет треба да се дојде во принцип со упат од матичен лекар. Но, еве, можам да спомнам дека за жал не се користи доволно можеби таа алатка инструмент, пошто кабинетот, иако не е толку млад, постои веќе, мислам, 8-9 година више функционираме, но сепак 8-9 години изгледа не се доволни да секој лекар во државата, дури во
крајните граници на нашата држава да знае дека кабинетот постои, па во системот да го бара као кабинет, нели? Во системот малку треба да се бара. Меѓутоа, во принцип, ние во кабинетот, дури ако дојдат луѓето и без упат, и ненасочени убаво од системот, кога гледаме дека има причина, наоѓаме некој, ако не истиот ден, некој друг ден му даваме термин директно ние, нели, да дојде и да ја завршиме работата. Меѓутоа, во принцип било добро, пошто се термини. Терминот во принцип трае долго, скоро сат и пол, 2 сати. Треба се... тука има разни контекстна критериуми, игра, следење, процена, многу работи тука треба да се на тројца луѓе. Со дете се работи долго. Детето захтева време за да све се примети, ова суптилна. Може би некогаш и не соработуваат. Суптилна проблематика. Му треба најмалку 15-20 минути да дојде и да се смири прво кај докторот, нели? Он дошол кај доктор кај може да добие боцка, нели? Така и се 15 минути да гледа дали има боцка, тука додека вие го смирите да свати дека нема боцки, да почне да се занимава со игричките, кои мене ме интересира да видам како иде он со игричката. Треба време, 15 минути за тоа. Вие саат време за без проблем губите само во почнување на процесот. Некаде саат и пол до 2 сати скоро би требало некако според критериуми да трае терминот, така да сваќате дека во еден работен ден не можете вие многу термини да имате, па е времето лимитирано. Така да најдобро за квалитетно процесуирање, да нема чекање, да нема промашај на термините, па доаѓање, па идење дома, па доаѓање повторно на следен термин, да се закаже преку матичен лекар кој многу едноставно заправо може да влезе во системот на мој термин на Универзитетска клиника за психијатрија и да го најде делот за кабинет за неуроразвојни расстройства, односно кабинет за неуроразвојни деца до 8 годишна возраст за неуроразвојни расстройства. Така пишува таму, па да кликнат на тоа и добиваат термин автоматски. Професоре, како изгледа третманот кај децата кои што имаат аутизам и АДХД е нешто што ќе го обработиме во едно од следните изданија на оваа емисија, бидејќи за аутизмот навистина треба исто така да отстапиме еден убав и голем простор. Тоа е посебна тема, многу значајна, и се надам дека ќе имаме друга прилика каде можеби и покомплетно и со други колеги као интердисциплинарен проблем да го третираме, нели, тоа ќе биде изузетно убаво и за гледателите, нели. Инаку врзано за третманот каков е, па кратко кажано, многу софистициран и комплициран, нели. Значи не е едноставно и кратко и јасно кажано, во меѓународни некакви оквири, значи и светски исто е така, не дека сме ние на некој начин лимитирано. Овие феномени се нови работи во науката и струката за кои се уште многу осознаваме, дознаваме нови нешта, се откриваат нови нешта, па и ние учиме секој ден нови нешта. Значи постојат уште мал милион нови нешта кои не се интегрирани заправо во нашите знаења и искуството за да знаеме како да го третираме точно од А до Ж како се третира. Така да и третманот е во развој на некој начин, така. Но има веќе уврежени стандарди, нели, и протоколи, некои ги спомнавме, нели, постои тој бихевиорален пристап, постои оној фармаколошки пристап, постои комбинираниот пристап, до одредена возраст претежно ова, од одредена возраст претежно тоа и така натаму, кои убаво лекарите и тимовите ги знаат, тоа се така наречени протоколи на третман, нели, постојат. Сите детали ќе ни ги разјасните во едно од следните емисии на Тилма Амбуланта. Ви благодарам уште еднаш многу за вашето гостување. Фала и вам за повикот, ми беше изуzetно мило да можевме вака една, да кажам, доста осетлива тема за родителите, родителството и децата воопшто денеска да се произнесеме вака и да кажеме се надевам битни работи кои ќе помогнат. Апсолутно. Ви благодарам уште еднаш и ви да им се заблагодарам и на гледачите што не следеа и денеска со внимание. Почитувајни, имајте убав ден.